Кога зборуваме за сомнежот, тоа е темата за денеска, е нешто кое што ние како христијани го гледаме како најголем непријател на верата. Иако сомнежот може би во однос на луѓето или случувањето понекогаш може да биде и добар. Во некои работи добро е да се сомневаме и да ги испитаме, па на крајот нели, да не бидеме измамени. Кога станува збор за Бог и за нашата вера, сомнежот не е добре дојде и го гледаме како непријател. Дури за нас христијаните се едно како да е забрането да се сомневаме. Па сепак, признавали или не, сите се наоѓаме понекогаш во таа ситуација, се наоѓаме во таа кожа да се појави сомнеж кај нас. Иако може би ни е тешко тоа да го кажеме пред другите, за да не идеме на осуда. Затоа ќе читаме еден текст во Јуда, 1 глава, од 21 до 25 стих, но клучен стих ќе биде 22. Јуда има инаку само една глава, не ќе го прочитаме тој дел. Вели, може и од 20. Ние возлюбени, изградувајќи се во пресветата наша вера и молејќи се преку Светиот Дух, запазете се во љубовта Божја, очекувајќи милост од нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. И во 22 вели, и кон едните, тоест и кон оние што се сомневаат, бидете милостиви. А други пак со страв спасувајте ги, истргнувајте ги од оган, изобличувајќи ги со страв, гнасејќи се од облеката и споганета од телото. А оној кој може да ве запази да останете безгрешни и без порок и да ве постави пред славата своја со радост на единиот и премудар Бог, нашиот Спасител, преку Господ Исус Христос, нашиот Господ, слава и величие, сила и власт преку сите векови сега и во сите времиња. Амин. Јуда овде гледате зборува за нашата вера, дека ние сме должни да ја изградуваме нашата вера, да чекориме во неа, да се молиме постојано, но потоа наеднаш се свртува кон една друга ситуација. Иако сето тоа го правиме, станува свесен дека и покрај сето тоа во црквата ќе се случи да има луѓе кои што поминуваат низ сомнеж. И што вели за тие луѓе? Вели, ако оние што се сомневаат, бидете милостиви. Или со други зборови, не осудувајте ги, не бидете груби кон нив, бидете милостиви. И потоа пак продолжува, со страв спасувајте ги, внимавајте нели и самите да не бидете опоганети или да не паднете. А оној кој може да не запази, тој е нашиот Господ, на нему слава и чест и така натаму. Зошто Јуда нагласува токму во овој дел, нагласува за оние што се сомневаат да бидеме милостиви? Бидејќи, како што спомнав на почеток, ние на сомнежот гледаме како нешто за осуда. Ако ја читаме Библијата, ќе видиме дека секогаш сме повикани да веруваме, не да се сомневаме. И кога некој ќе се посомнева, ние го гледаме како неверник. Па затоа ни е и страх да кажеме дека се сомневаме во некој работи. Замислете пасторот да дојде и да каже: абе, минувам оваа недела, ни сомнежи имам во главата, дури се прашувам дали има Бог. И си рече како пастор овој на нас ќе ни зборува за Бог, а тој воопшто се сомнева дали и постои. Но сепак факт е дека сомнежи ни доаѓаат и тоа најчесто во форма на прашање. Во нашата глава, кога го поминуваме, ни со одреден период се прашуваме: зошто токму ова ми се случува на мене? Па, му е гален на Бог за мене? Се грижи ли Бог? Ги слуша ли Бог воопшто моите молитви? Понекогаш може би имаме пак теолошки прашања кои што не терат на сомнеж. Или пак интелектуални се прашуваме: а зошто да и верувам на Библијата, која што е толку стара книга и напишана пред векови и векови, и тоа напишана од луѓе? Откаде да знам па дека Библијата е точна? Откаде да знам дека сето ова што го пишува е баш така? Си имате ли некојаш во главата такви прашања? Може би некои такви сомнежи ви се појавили.
Или како да му верувам на Бог кога никогаш не сум го видел? Ова се некои од сомнежите со кои што веројатно се борим. Прашањето е од каде тие се појавуваат и зошто доаѓаат тие во нашиот живот. Може да бидат неколку причини. Понекогаш сомнежите доаѓаат бидејќи имаме прашање на кои што не можеме да најдеме одговор. Понекогаш сомнежите доаѓаат затоа што се соочуваме со некаква конфликтна ситуација која што не можеме да ја разрешиме. Конфликтна ситуација тоа значи дека имаме конфликт во нашиот ум, во нашите сваќања. Јас верувам дека Бог е добар, но наеднаш ме сполетела некаква неволја или болест. И тогаш се појавува конфликт во мене. Па нели Бог требаше да е добар? Зошто одеднаш сега оваа болест? Зошто одеднаш сега оваа неволја? Зошто одеднаш ваква страшна загуба? Понекогаш се појавуваат сомнежи кога минуваме низ период или проблеми кои што не можеме да ги решиме. Можете да си предпоставите како се чувствуваше Јов, за кој што пишува во Стариот Завет, за кој што Бог вели дека му беше верен на Бог, непорочен, и дури Бог вели ваков верен и непорочен човек нема да најдеш никаде во светот. Бог го пофали Јов како еден од најпобожните, најверните, најнепорочните, значи човек кој што живеел свет живот, без грев, не дека не имал никакви гревови, но човек кој што се пазал од гревот, и наеднаш му се случува на Јов. Знаете ли што? Знае ли некој што му се случи на Јов? Го загуби целиот свој имот и сите негови деца загинаа. И тоа во еден ден. И ако бевте во кожата на Јов, немаше ли да се појави сомнеш? Па добро, јас му бев на Бог верен цел живот. Зошто Бог го дозволи? Неговата жена дојде и рече: уште ли си му верен на Бог? Па проколни го Бог и умри. А Јов одговори и рече: како можам да го сторам тоа не, жено? Ти зборуваш глупости. Како можам да го проколнам оној кој што ми дал живот? И Јов во сето тоа, вели Библијата, не го проколна Бога, му остана верен. Но факт е дека во такви моменти најчесто доаѓаат сомнежите. Јован Крстител, кој што ревносно зборуваше за Исус Христос со сета увереност и велеше: ово е оној кој што требаше да дојде. Ово е тој на кој што не сум достоен ни обувките да му ги одврзам. Тоа е ветениот Месија. Истиот тој Јован кој што со 100%, 103% изборуваше за Исус, кога се најде во затворот, кај него се појави сомнеж. И тој тогаш праша, прашете го тој или оној што требаше да дојде или друг да чекам. Гледате, сомнежите доаѓаат кога поминуваме низ тешки ситуации, низ конфликтни ситуации, кога имаме прашање за кои што немаме одговор, тогаш се појавуваат сомнежите. Тогаш ѓаволот ја користи ситуацијата да дојде и да фрли некое прашање во нашиот ум, во кое што ќе ја подкопа верата. На ист начин дојде и ѓаволот кај Адам и Ева и рече: навистина ли не смеете да јаете од ниедно дрво? Навистина ли ќе умрете? Па вистина ли е тоа што Бог рекол? Сакаше да внесе сомнеж во нивните умови. Но прашањето е, можеби, најважното прашање е: а што кога ќе се најдам во таква ситуација? Што кога во мојот живот ќе дојдат сомнежите? Што да правам кога ја губам верата или се сомневам? Денеска сакам да погледнеме 3 нешта кои што ќе ни помогнат да се справиме со сомнежите. Бидејќи целта не е да останеме во сомнежот, целта е да извојуваме победа. Како што реков, тоа се случува, но целта е да видиме како да се справиме. Затоа прво нешто што треба да го разбереме е дека сомнежот е нешто нормално. Ова не значи дека сомнежот е нешто позитивно. Во Библијата читаме дека Јуда ни кажа: оној што се сомнева да не мисли дека нешто ќе добие од Бог.
Или вели оној што се сомнева е како морски бран, како трска, непостојан. Тоа значи дека сомнежот не е една добра позиција, но од друга страна не е нешто невообичаено. Тоа е оно што сакам да го кажам. Сите се соочуваме со сомнеж. Може би не сакаме да признаеме, но секој се нашол во таква ситуација. На секој може да му се случи и никој не е имун на сомнежите. Тоа е поентата. Дури размислете малце, ако низ вашиот ум поминете некој можеби од најголемите херои на верата, низ вашиот ум ќе се сетите дека и тие минуваали сомнежи. Човекот кој што во Библијата е наречен татко на верата, Аврам, му беше ветено дека Бог ќе му даде син, иако тој со години не можеше да добие дете. Неговата жена беше неродкиња. И Бог му вети дека тие ќе имаат син. И тоа синот ќе дојде од неговата жена Сара, која што беше неродкиња, која што не можеше да забремени. И тие чекаа да се исполни ветувањето и во еден момент дојде сомнежот. Па може би ние нешто треба да направиме. И кога видела дека Сара не може да роди, кога видела дека Бог не прави ништо, кога чекаа повеќе години, на крајот тие решија па ако не бива преку Сара, ајде да се обидеме преку слугинката Агара. Тогаш Сара му предложи, ако не земји Агара, легни со неа, па преку неа, она нека ти роди син, така ќе имам. Но Бог рече не, туку моето ветување е преку Сара. Па сепак гледате, тие на момент дури и тие се посомневаа. Дали Божјото ветување е вистинето, дали Бог нешто тука сгреши, па можно ли да се случи преку Сара, ако не ние да си најдеме начин. Ви спомнав веќе за Јован Крстител, кој што беше толку уверен во Исус, за кој што Исус кажува дека тој е најголемиот човек роден од жена. Можете да си замислите каков епитет Исус даде за Јован. Па сепак и тој, кој што беше пример за голем верник, и тој кога се најде во затвор се посомнева. Затоа велам, сомнежот е нормално нешто. Може кај секој да се појави. Можете ли да се сетите на некој друг лик од Библијата кој што покажа сомнеж? Тома. Тома е можеби најпознатиот пластичен пример. Тома, да не го спомниме у оваа проповед, ќе беше чудно. Тома дури и си го носи името неверниот Тома. Или на англиски го нарекуваат Doubting Тома. Тома кој што се сомнева, сумничавиот Тома. Веќе Тома кога сите дојдоа кај него и ми рекоа: го видов Исус воскрснат цепови, тој рече: не. Јас дури не го видам, дури нема ги допрам раните, не верувам. Нека се појави пред мене тогаш. Тома изрази сомнеж, Тома рече: сакам да видам. Гледаме дека и еден од апостолите Тома, и тој се сомневаше. Иако на другите им беше лесно да не се сомневаат, бидејќи го виделе. Но мислам дека и тие минуваа низ слични ситуации. Затоа, во сите овие ситуации, за нас е на некаков начин охрабрување дека не сме сами и не минуваме само ние низ таа ситуација. Па дури и Гидеон, еден од судиите во Стариот Завет, ако читаме за него кога Бог му се објави и му кажа дека ќе им даде победа над филистејците, читаме дека тој на 3 пати бараше од Бог потврда. Прво рече: Господе, ако вистина е така, јас да се осигурам, ќе го ставам руното на травата, кој ќе се разбудам со бајлето, сакам руното да биде мокро од росата, травата да биде сува. И стана и така и се случи. И пак се сомневаше Гидеон, рече: да не сгреши, ја нешто може така и нормално се случува. Може ли, рече: Господе, следниот ден сега да биде обратно. Сега сакам травата да биде мокра, па руното суво. И ајде Бог и на тоа му удоволи. Следното утро се разбуди, сега па травата беше мокра, руното беше суво. И Гидеон пак не беше сигурен. И на крајот Бог му даде дури и да слушне од непријателите сон кој што го сонувале, во кој што тие рекоа: во сон видовме како победата Бог ја дава на израелците, и тоа му беше веќе потврда. Но гледаме дека еден Гидеон избран од Бога минуваше ни сомнеж.
Што е она кое што можеме да го научиме од сите овие работи? Тоа дека сомнежот е нормален, но и тоа дека Бог, кога се сомневаме, не напушта. Тој разбира ни што минуваш и нашиот Господ и понатаму не љуби. Дури во моменти кога можеби имаш прашања, кога си збунет, кога се сомнежаш, тој не те напушта. Погледнете го случајот со Тома. Гледате, Тома отворено и искрено кажа: не верувам, дури не ги видам раните. И знаете, следната недела, кога се собраа пак на црква, ајде така да речеме, дојда сите апостоли и овој пат на црква дојде и Тома, бидејќи минатиот пат го немаше. Тома се појави и знаете кој друг се појави? Исус. Повторно се појави Исус меѓу нив. И што направи Исус? Дали Исус му отиде на Тома и му рече: Тома, слушам ти минатиот пат не си верувал во мене. Шо бараш ти тука, мајка? Ајде излавај да те нема. За такви како тебе тука место нема. Тие што се сомневаат, не ќе да бидат у моите редови. Излавај и да не те видам повеќе, да не се вратам. Не, Исус не му кажа така. Исус, погледнете колку беше трпелив и љубезен со него. Отиди и рече: Тома, ти си барал да ги видиш раните? Еве, допри ги раните. Еве мојата рана прободена, допри ја. И не биди повеќе неверен, туку биди верен. Исус сакаше да му помогне на Тома да се избори со неговиот сомнеж. Исус сакаше да го охрабри да продолжи да верува. Тој не го осуди, не го изгоди, не му рече: излевај надвор. И тој дојде, јас верувам дека овој пат Исус се појави, дека Исус веќе еднаш се појави за апостолите. Овој пат се појави само заради него. Тој се појави да му помогне да верува. Затоа, ако минуваш ни сомнежи, не се обесхрабрувај. Тоа е нешто нормално. Исус не се откажува од тебе. Втората работа која што би сакал да ја научиме кога минуваме ни сомнежи е дека кога се сомневаме, не треба да се откажеме од верата. Ако се сомневаш, побарај одговори за твоите сомнежи и прашувај, не се откажувај. Во прво послание на апостол Петар, 3 глава, 15 стих вели: бидете секогаш подготвени да му дадете одговор на секој што ќе праша за вашата христијанска вера. Знаете, луѓето во светот исто така имат прашања, имат сомнежи. И тие знаат со тие прашања и сомнежи да дојдат кај нас. И многу пати веројатно ви поставуваат прашања: добро, ако Бог е добар, зошто се случуваат неволи, зошто има војни? Ако Бог е добар, зошто имаше земјотрес во Турција? Или, па добро, еве, ако Бог мене ме сака, зошто се молам јас на него веќе 3 недели и не ми одговора на молитвата? И луѓето доаѓаат со такви прашања кај нас. Петар што вели? Бидете подготвени да му одговорите на секој што ќе ве праша. Знаете ли како ќе бидеме подготвени? Еден од начините, ако и ние самите најдеме одговор за овие прашања. Веќе многу пати и ние си ги поставуваме. И кога некој ќе дојде и ќе ве праша, ние најчесто знаеме да му кажеме: слушај, во моментот не го знам одговорот, но ќе прашам, ќе читам, ќе проверам Библијата, ќе ти кажам, ќе разговарам со пасторот. И ние на тој начин доваѓаме до одговорите за нив, но и за нас. Што кога ние имаме прашање? Дали ние се откажуваме во тој момент? Дали ако се појави некој прашање во твој момент, велиш веќе: па немам одговор на ово прашање, веќе на црква не идам, не верувам, веќе и не дојдам. Решението не е да се откажеме, туку да најдеме одговор. Затоа спомнав, погледнете, кога Тома се соочуваше со сомнеж и со прашања, тој не се откажа. Следната недела, тие му кажа: Исус воскресна, тој не го беше видел, но следната недела што се случи? Тома се појави на богослужбата. Тој не можеше да биде там. Тома можеше да каже: ја не сум го видел, не ме гајле, за мене не е воскреснат, ја веќе на црква не идам. Но да беше некој од нас, може би така ќе речеше. Но Тома не рече: јас веќе на црква не идам. Следната недела тој одлучи: ќе отидам, ќе продолжам да го барам, па може ќе ми се открие. Ќе отидам, се дека не најдам одговор на моето прашање дали Исус навистина е воскреснат. Погледнете го случајот исто со Јован Крстител.
Јован Крстител беше силно уверен дека Исус е Спасителот. Тој е Месијата, тој е Синот Божи. Кога се најде во затвор, кај Јован Крстител се појавија сомнежи. И сега доваѓа да го позедат неговите ученици. И што им порачува тој? Тој рече, одете и прашајте го Исус. Тој ли е оне што требаше да дојде? Но гледате, Јован Крстител не ги криеше своите сомнежи. Тој можеше да се прави и таму верен, да каже, идат учениците, сега ќе се исправам, алелуја, алелуја, добар сум, не се секирайте, да, Исус е Спасител. Не криеше. Јован Крстител отворено кажа, имам сомнеж, се најдам во затвор, имам сомнеж и сакам да го прашате Исус. Ако имате прилика, ова ми измачува и додека не најдам одговор на ова прашање, нема да ми е сеедно. Ве молам, одете и прашајте го, дали навистина е тој или друг да чека. И што одговори Исус? Исус вече отидете и кажете му, мртви воскреснуваат, слепи прогледуваат, сакати проодуваат и на бедните им се проповеда Царството Божие. Што мислите кога Јован го добил овој одговор назад? Како реагирал? Јас сум сигурен дека тоа е подигнала неговата вера. Дека тој си рекол, така, сега знам. Да, знам дека Исус воскреснал мртви, знам дека има многу исцелени од него. Па да, па тоа беше работата. Па да, како не можев тоа да го видам? Сигурен сум дека последен таков одговор, верата кај Јован Крстител се обнови. Но тој имаше прашање кој што требаше да биде одговорено. Секој од нас има прашање. Знаете, дури и децата имат прашање. Најдов на еден текст на интернет кај што пишува децата прашуваат за Бог. И таму децата имаат прашања кои што ни изгледаат смешни, ама некои од нив и ние си ги поставуваме или сме си ги поставувале порано. Затоа што децата сакат да најдат одговор на тие прашања. И тоа се може би нивните сомнежи. Тие се прашуваат каков ли е Бог, како изгледа, зошто не можеме да го видиме. Некои работи и ние имаме како прашања, но децата се доволно искрени да си ги постават. Еве ќе ги прочитам некои од тие прашања. Не можам сите, но некои од нив. Едно дете прашува, вели, драги Боже, јас сум американец, а што си ти? Што би му одговорили на ова дете? Која националност е Бог? Да, друго дете вели, Боже, ние учевме дека ти си бескрајен. Мене тој збор не ми е јасен. Дали тоа значи дека ти си нешто на кое што не може да му го најдеме крајот? Понатаму едно дете прашува, вели, Боже, ти само нашите молитви ги слушаш или и на сите други? И ова не е лесно, вели. Како може Бог да ги слуша молитвите на сите? Вика, Боже, мене ме учеа дека тебе треба да те сакам на прво место. Но ќе се налутиш ли ако ти кажам дека јас повеќе ги сакам мама и тато? Што да му кажеш на тоа дете сега? Вели, Боже, јас сум на 10 години, а ти колку години имаш сега? Едно друго дете вели, Боже, јас кога ќе пораснам сакам да бидам пилот. А што си ти по професија? Едно друго детенце вели, Боже, јас сигурно ли требало да се родам во ова семејство? У некое друго семејство, не ли? Зошто? Зошто, Боже, не сме родил кај тие богатите? Ама знаеш како викат, родиме, Боже, среќени, фрлиме на буниште. Господ има за секој план. Но ова се детски прашања, за кои што децата бараат одговор. Се вртат тие во нивниот ум. Но тие не се откажуваат, прашуваат. Затоа ајде да видиме и ние како тие деца, кога ќе се појават сомнежи во нашиот ум, без разлика од каков карактер се тие. Дали се чисто интелектуални сомнежи, затоа што некако теолошко прашање не може да го решиме, или пак е сомнеж од типот Господе, се измачувам со тешка болест, а немам одговор од тебе. И во едната и во другата ситуација не треба да се откажуваме.
Кога имаме сомнеш, треба да се избориме со сомнеш, да дојдеме со нашите прашања пред Бог и да бараме одговор. Има случај за еден човек по име Френсис Шефер. Тој е еден од најпознатите и највлијателните христијански водачи на 20 век, може би веднаш после Били Грем, иако многумина немат слушнато за него. Тој бил американец кој што се преселил во Швајцарија и таму служил како мисионер. Помогнал на многу луѓе да ја најдат верата во Исус Христос. Многу луѓе ги изгрбил во здрави и зрели христијани. Обучил многу луѓе да му служат на Господа. Но во еден период од неговиот живот, некаде околу 1950 година, самиот се соочил со духовна криза. Наеднаш како верата да испарила кај него. Едноставно се појавил сомнеш дека Господ не постои и дека сето тоа што тој го прави е залудно. Дека може би тој живее на илузија. И што во таков случај? Тој одлучил да се повлече во неговиот дом, но не да се откаже од Господа. Тој поминал денови и стотици часови во молитва, шетајки на неговиот имот, барајќи го Божјото лице, молејќи се секој ден од утро до вечер и рекол: Господе, нема да се откажам додека не добијам одговор на моите прашања, на моите сомнежи. Нема да се откажам додека повторно не ми се откриеш. Јас сакам да бидам уверен дека ти на вистина си со мене и сакам да знам дека си тука и дека ме водиш. По Божја милост, после долги денови, Господ му се открил, го почувствувал и го доживел повторно Божјото присуство, добил одговор на неговите прашања и тој продолжил со неговата служба и му останал верен на Бог се до крајот на неговиот живот. Тоа е она што треба да го направиме кога се сомневаме. Тоа е примерот што треба да го следиме. Ако се сомневаш, не се откажувај, туку уште по-силно барај го Божјото лице. Ако имаш прашања, со тие прашања дојди пред Бог и барај Господ да ти помогне да ги најдеш одговорите. Да расчистиш со сомнежи. Исто како што се прашуваш Јован Крстител: ти ли си Господе или друг да бараме? Ти ли си ветениот? Дојди со твоето прашање пред Него и чекај Господ да ти даде одговор. И третото нешто што можеме да го направиме кога се сомневаме, како што пишува и тука: разговарај со зрели христијани кои што поминале низ слични битки, низ сомнежи. Бидејќи, верувајте, не сте единствени кои што минувате низ сомнеж. Некој од вас може би сте во една таква ситуација сега, некој од вас може би ќе се соочите подоцна, но некој од нас веќе сме поминали с тоа нешто, сме извојувале битката и сега можеме да го пренесеме вашето искуство на тие кои што се борите. Важното е, како што кажат, да не се откажувате. Јас го читав на почетокот Псалм 23. И таму има еден клучен момент во тој текст. Таму вели: кога минувам, кога се движам низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене. Забележавте ли дека Давид не вели кога стојам, него вели кога минувам? Тоа значи дека таа долина на смртната сенка е минлива, да ќе помине. Кога се наоѓаш во неја, ти треба само да продолжиш да се движиш, да не застанеш. Затоа Давид вели: кога минувам низ таа ситуација, ти си со мене, а ќе помина. Тоа исто како кога влезете во тунел, наеднаш настанува мрак. И ако останете во тунелот, мрак ќе биде цело време. Но што ќе се случи ако продолжите да се движите во тунелот? Па евентуално ќе излезете од него. Порано и покасно ќе излезете, пак ќе видите светлина. Но тоа е само ако продолжиш да се движиш. Затоа треба, кога минуваш низ сомнежи, да не застанеш така. Што бидно? Не готови играт футбол денеска. Ради тоа? Имат петарди, некои такви работи. Да. Велам, кога минуваш низ сомнежи, побарај помош
или разговарај со некој кој што веќе поминал низ тоа нешто. Побаде го искуството на оние луѓе кои што минале низ таква ситуација. И верувам дека тоа ќе служи за охрабрување. Јас и Даниела некаде пред година време бевме на една конференција на која што главен говорник беше човек, американски мисионер кој што бил во Турција и таму бил затворен во затвор заради неговата вера. Некаде околу 3 години мислам дека беше во затвор. Неговото име е Ендрю Бронсон, така беше. Дури имаме и книга, Оливера има чито неве, може би некој од вас. Има книга преведена на македонски, може да си ја земете да ја читате. И тој таму го сподели неговото искуство додека бил во затвор. И во книгата е споделено неговото искуство. И знаете она што мене најмногу ми помогна, слушајќи го неговото искуство, да разберам ни што се минувал и како тој ги победил сомнежи. И тој кажуваше, вели, јас отидов таму како мисионер, верував дека Бог е со мене и Бог ќе ме води таму да служам и се, ќе придобиваме луѓе за Господа. Но наеднаш се случило нешто што не планирал. Дошла полиција, го фатила и го однеле во затвор. Затоа што го проповеда Евангелието. И тој си мислил, добро, јас сум американски државјанин, тука ќе ме држат ден-два, ќе разберат кој сум, шо сум, ќе се извинат, ќе ме пуштат. Ама, поминале неколку дена, нема пуштање. На крајот од тој затвор го префрлија во некој уште построг затвор и му рекле, ти тука ќе си останеш и тука ќе си умреш, нема излегување. Тој си рекол, добро, веројатно ќе бидам тука додека да помине судењето. Поминало судењето, го осудиле и пак назад во затвор. Нема излегување. Се молел на Бог секој ден и верувал дека Бог ќе го ослободи. Но, знаете, верувате еден ден, 2 дена, 3 дена, поминале недели, месеци и нема ослободување. Ти си се уште таму. И знаете што тој кажува, вели, најголемиот проблем, она што најтешко ми беше во затворот, најголемата, да кажеме, борба што беше там, не беше лошата храна, не беа лошите услови или тоа што беше ладно или немаше телевизија. Вели, најголемата борба беше сомнежот. Сомнежот. Дали Господ ме напушти? Дали Господ е уште со мене? Каде е сега мојот Бог? Зошто не ми помогне да излезам? Зошто не ме ослободи се уште? Зошто сум уште во затвор? Сомнежот. И тој раскажува и сподели и таму и во книгата како неговото искуство, како му помогнало и како се изборил со сомнежот. И сега неговата вера е уште подсваста од порано. Тој сомнеж му помогнал да се доближи до Бога. И сега, запознавајќи се со него таму, ние можеме да се воодушевуваме на тоа колку овој човек го љуби Бога и колку е близок до него. Но гледате, ако немаме такви браќи и сестри кои што поминале низ такво искуство, многу потешко ни е на нас кога ќе се соочиме. Слушајќи ги нив, ние сега велиме, па добро, знам дека некој поминал низ таа Голгота, низ таков пат, сега знам како и јас да се справам. Затоа топло ви ја препорачувам таа книга, да ја прочитате и верам дека многу ќе ви е корисна. Браќи и сестри, да не се лажеме, порано или покасно, ѓаволот ќе ви дојде со такви прашања во вашиот ум. Особено кога минувате низ тешки моменти, тој ќе ги искористи тие моменти. Ако си се разболи од некаква болест, тој ќе ти дојде и ти рече, ај ти е сега твојот Бог, нели те сака? Ако поминуваш низ некаква сиромаштија и немаш пари сметката да си ги платиш, ѓаволот ќе дојде и каже, каде е сега твојот Бог или кај се твоите браќи и сестри? И тој ќе се обиде да внесе сомнеж во твоето срце. Ако те повредил некој брат или сестра, може би ти кажал некој лош збор, ѓаволот ќе дојде и каже, каде е сега љубовта меѓу христијаните? Нели сте полни со љубов? Зошто оваа сестра ти каже такви зборови? Погледни што зборела за тебе, погледни овој што зборел за тебе, и ти уште ги љубиш. Јас да сум по тебе нема ни на црква да одам веќе. Ѓаволот ќе дојде со сомнеж. И затоа е важно во такви моменти да имаме браќа и сестри кои што ќе не охрабрат. Некој ќе каже, не се сеќај, јас минав низ тоа нешто. Поминав низ јас, Господ ми помогна, го пребродив, простив, или Бог ми даде победа, ми даде исцеление, или има луѓе што ми помогнаа, поминав низ тоа нешто, не си сам. Знај дека Бог продолжува да е со тебе.
Затоа на почеток ги читав овие стихови кои што нас ни служат во едни вакви моменти, ни служат како една светилка што ни го покажува патот. Знаете, кога се е наоколу темно, доволно да имате еден зрак светло да ве води. Овие стихови се зрак светло кој што не водат и ни го покажуваат излезот од тунелот. И еве пак ги прочитам. Во Псалм 23 Давид вели: Господе, ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се исплашам, зашто ти си со мене, вели Бог. Читаме во Изреки 3 глава, каде што вели: надевај се на Господа со сето свое срце и не подпире се на собствениот разум. Разумот може да се поигра со тебе. Разумот може да ти каже нема Бог. Разумот може да ти каже Бог те напуштил. Не подпире се на својот разум во такви моменти. Надевај се на Господа. И во Римјаните 8 глава, ако дури во моментот ти е тешко, апостол Павле вели: знаеме дека сите работи се удействуваат за добро, или во друг превод стои: Бог ќе ги изведе на добро. Ако сега не е добро, еден ден ќе биде добро. Бог ќе ја направи да излезе на добро, на оние што го љубат Бог. Така да биде трпелив, верувај му на Бог. Еве, ова се тие 3 совети кога минуваме ни сомнежи. Нека Господ ни помогне да истрајаме. Сомнежот да не биде нешто кое што ќе не оддалечи од Бога, туку нешто што ќе не доближи. Амин. Може да станеме и да завршиме со молитва. Татко мој, ти благодарам што дури во најтешките моменти ти си верен Бог. Понекогаш немаме одговор за некои прашања, понекогаш сме збунети, понекогаш чувствуваме како да небото е затворено. Боже, помогни ни во тие моменти кога имаме сомнежи, да и понатаму не се предаваме, да истрајаме и да го дочекаме одговорот, да ја видиме Твојата љубов и Твојата добрина конечно на крај. Зашто ти си рекол дека секи излезе на добро на тие што го љубат Бог. Ние знаеме дека и овој свет со сите неволи, со сите неправди, овој свет со сите прашања во нашиот ум еден ден ќе заврши. Ќе заврши, Господе, и корупцијата, и неморалот, и сиромаштијата, и болестите, и смртта. И знам дека еден ден ќе огрее сонцето на правдата. Знам дека еден ден, Господе, ќе настапи Твоето царство. Затоа, Господе, до тогаш помогни ни нашата вера во Тебе да остане силна. Кога минуваме ни сомнежи, дај да ја почувствуваме Твојата рака на нашето рамо, да знаеме дека не сме сами. Испрати ни некој брат или сестра, кој што во тој момент ќе ни помогнат да ја победиме битката, сомнежот во нашиот ум. Да знаеме дека не сме сами. Те молиме за тоа во името на Исус Христос. Амин. Амин.